Добар ден за сите следачи на порталот Делчево 365. Почнувајќи од овој подкаст, па во следните подкасти, гости ќе не бидат музичари од Делчево и Делчевско, кои имале богата музичка кариера. Пред да го најавам нашиот денешен гостин, само накратко ќе кажам дека се работи за музичар кој има богата музичка кариера, свири на гитара, убаво пее и пред се свири во позната музичка група. Има 40 годишно искуство. Ќе му кажам добар ден на нашиот денешен гостин, музичка жива легенда, член на групата Црни орли, Ванчо Спасевски. Чарли, добар ден и посебна чест и задоволство ни е што сте прв гостин во нашиот подкаст. Подкастот ќе го водиме заедно со председателот на музичкиот клуб Миле Спасевски и ќе ве прашаме за многу прашања кои ќе ги интересираат гледачите на Делчево 365. Благодарам за најавата. Добар ден, Чарли, од мене. Добар ден. И ви благодарим што одвоите време да видите овој подкаст. Прво прашање ви поставил како почнав со музичката кариера, односно како почнавте со музика? Почетокот беше во тогаш во основните училишта имаше оркестри, мандолински оркестри, значи првиот почеток беше со мандолина. Свирех во мандолинскиот оркестар. А кога веќе завршив 8 одделение, тоа е некаде 71 и 2 година, ја формирахме групата Црни орли. Во почетокот бевме јас, Смилевски Методи и Багевски Ѓорѓе. Значи две гитари и тапани. Групата, само тука сакам да кажам еден интересен момент, значи Црни орли, сега да видиме од каде името. Нели таму по Разловци на целото орли лета, а орлите се црни, и по предлог на Смилевски Методи го прифатив името Црни орли. А интересно нешто, во тоа исто време, значи ние сме орли, а во Лос Анџелес во Америка, истата година, 71-72, е формирана групата Иглси, што у превод значи орли. Дали имате проблеми со името, ми интересира, пошто тој период беше Југославија, беше малце специфично, името необично, дали имате проблеми со името Црни орли? Да, имавме проблеми. Тука имаше еден борец во Делчево, живееше црногорец, се викаше Ѓуро Радаковиќ. И нели тогаш во Југославија беше строго забрането нешто да е против државата или тоа оноа. И во еден момент собираат овде состанок во собранието, името Црни орли се коси со политиката на државата. И дојдоа и во Разловци, ќе ве затворат, тоа име не смее да биде. Ама јас некаде бев прочитал во некоја историја дека најновиот модел на авион во Југословенската народна армија, односно во Југословенското воздухопловство, се вика Орел, или на наши Орел. И сега ја кога постави, тие велат зошто не се викате бели голуби? И сега кога го поставив тоа прашање зошто авионот во ЈНА се вика Орел, тука е најстрого забрането. Тие останаа без текст. Одговор нема. И наредниот ден, вика ќе размислиме па ќе ти одговориме, наредниот ден вика ќе избришете Црни, орли ќе остане. И така го спасив името Орли. Интересна анекдота. Може ли да ни кажете каде настапувавте во почетокот? Во почетокот, значи, јас дојдов во гимназијата да учам, а со мене беше и Војо Смилевски, брат на Методи Смилевски, и Ѓорѓи Багевски. Сите учехме во гимназијата, сите од Разловци. Так. И бидејќи ние тогаш кога завршивме 8 одделение немавме никакви инструменти. И тука ни многу помогнаа инструментите од музичкиот клуб, како ли се викаше, не знам, музичка училница. Професорот ни излезе во пресред и скоро секој ден вежбавме со нивните инструменти. Имаше клавиатура, имаше тапани, имаше гитара, имаше клавир и ни многу помогна за вежбање, иначе немавме инструменти. Значи тука вежбавме и во почетокот настапувавме на некои игранки во гимназијата, имаше игранки тогаш,
и игранки по селата. Тогаш беа многу атрактивни игранките. Значи, игранка беше, речи си го, како концерт. Салите беа полни и бидејќи немавме инструменти, прво свиревме на игранки за да собереме пари да можеме да купиме опрема. Сите ние кои што работевме. Сега, значи во почетокот Миле Спасевски уште не беше со нас. Значи свириме 2 гитари и тапани. И сега требаше да свириме некоја така музички израз свирка во Разловци и некој ни кажа, вика, во Делчево има едно дете многу убаво свири хармоника. И ја и тоше викаме, ајде да видиме, да го најдеме тоа дете кој е, да видиме што ќе покаже. И го викнахме Миле, он кога засвире, баш превикам на Николчо, Бранимир Џокич. Значи, оригинал свири ората, посебно ората и народна музика. И викнаваме, значи таа свирка отсвираваме со него и он после веќе си стана член на групата. Тоа сега тука некаде е било 75-та или 6-та година, така нешто. А во меѓувреме, како вокал, значи треба да ги спомнеме сите членови, малку настапуваше и Терзиски Васко. Тој овде сега живее во Делчево и тој и настапуваше само како вокал. Потоа, откако дојде Миле, направивме и една наша песна. Таа песна има на YouTube. Валери ја има на 365, значи Те напуштам јас Мила. Песната е на Ѓорѓи Багевски. Тој е композитор на песната. Ние ја само отсвиревме песната. И тоа е единствена наша песна. Може би ќе направевме и други песни, ама некако не бяхме толку заинтересирани. И јас стално го тоа кажувам, на нас во тоа време може би ни фалеше еден композитор, да речеме како Ѓорđe Новковиć, да бидеме југословенска група. Чарли, кога прв пат си купи собствена гитара? Собствена гитара си купив прво, значи свиревме со тие од гимназијата, после едно 2-3 години со тие гимназиските инструменти, а потоа си купив собствена гитара. Сам дека тоа ти било едно од најрадосните моменти кои што... Да, електрична гитара. Електрична гитара. Велиме дека тогаш се правеаше игранки, точно. А каде првата игранка ја направи? Разловци. Во Разловци доаѓаш од Трботевиште, од околните села, од Делчево, игранки во Разловци. Првите игранки, значи, строго во Разловци свиреме. И потоа почнавме во вашето село, во Звегор, во Трботевиште. Кога беше првата игранка во Звегор? Тоа не можам да сетам. Миса година од прилика, бидејќи тогаш и Жакин компани од Виница работеше. Да. Али веќе вие се појавивте, имаше и од Скопје доносеше групи што свиреаше на игранки во Звегор, ама кога се појави Црни орли, веќе толку вие... Да, беаме главна атракција во источниот дел, во нашиот дел, да. Во Делчево постоеше и Монте Карло, објект кој беше многу популарен, јас бев дете, малце се сеќавам на него, меѓутоа од поискусните и постарите од мен имам слушнато дека навистина бил добар објект со голем убава летна тераса, каде што настапувале повеќе групи. Дали настапувавте вие таму и може ли да не опишете како се настапуваше таму? Па фактички, после тие игранките по селата, да речеме прв настап во кафана, да ја речеме таа Монте Карло, беше во Делчево Монте Карло. Тогаш Монте Карло во Делчево беше главна атракција, значи и за забави, и за гости, игранки, да. Не ангажираа Лазаревски Звонко Миленката, и Милчо Петровски, Бога да го прости. Значи, тогаш заедно со нив јас играв фудбал и те дојдоа еден ден во Разловци и вика, ако сакате да настапите во Монте Карло. Ние се согласивме и дојдевме да настапиме во Монте Карло, ама тогаш кога дојдевме, ние мислиме ќе свириме, нели, забава, луѓето ќе спијат, ќе јадат. Фактички, толку добро звучевме или не знам, или прва група со електрична опрема свири, тоа не беше забава, тоа се претвори во концерт. Значи, околу целото Монте Карло имаше публика како на фудбалска утакмица. А ние некој имидж имаме, дури некои од членовите беа на влечки.
Така да беваме многу интересни и тоа Монте Карло после не изфрли за... Со каков репертоар настапивте тоа? Тогаш строго забавно. Кои групи беа Ексио групи, па тој Војо Смилевски знаеше англиски, свиревме и странски песни, да речеме, ти кажав од Бони Ем, Реките на Вавилон и така, забавно. Од југословенски групи кои беа популарни тогаш? Тогаш беа популарни Индексите, Така? Проарте, Мишо Ковач, Не, Бело дугме е касно после. се- Бело дугме е после. Оливер Драгоевич? Да. А рече фудбал, се музика, дали се бавиш и со фудбал? Да, играв за Бергалница Делчево. 2 години играв за Бергалница Делчево, потоа од една година за Напредок Пехчево, пак се вратив во Бергалница Делчево и потоа за Слога Виница. Бев активен фудбалер Не е само музиката, и стандарден, да. Па сега ме ти подсети фактички по фудбалот го добив и името Чарли, надимок од Чарли. Нели тогаш немаше толку телевизии за да пренесуваат секој ден англиско првенство, шпанско првенство, имаше спортски преглед и јас на спортскиот преглед даваш инсерти од англиското првенство и јас го слушав репортерот, нели англичаните, Чарли Џорџ, за Ливерпул играше Чарли Џорџ, фудбалер. И наредниот ден во Бергалница имаме тренинг и јас во собликувалната почнав да го имитирам тој англискиот репортер Чарли Џорџ и остана името Чарли. Џорџ отпадна само Чарли. Надимок Да значи се навратиме по фудбалот. повторно на Црни орли, пошто тоа беше навистина култна група. Каде се уште настапувавте во Делчево? Во кои објекти, во кои После ресторани? тоа Монте Карло, во меѓувреме од оркестарот испадна, да речам така, Багески Ѓорѓи, а на тапани дојде Цупевски Џеват Шлако од Берово. Тој веќе имаше искуство. Зоран Златков нешто спомна? Да, точно, се заборавивме, да. Зоран Златков, пред да дојде Шлако, Да. Зоран Златков настапуваше со нас, многу добар бубњар, многу прецизен Така. и педантен. Тој и тупаше и ги бришеше топаните. Толку беше педантен, да нема прашина. Така. Поздрав сега- до Зоки. На поздрав до Зоки, да. легендата. Сега се екипирате со Џеват, како што Со реколте. Шлако, Сега, надимок Шлако, а, а тој веќе имаше искуство со Така. хотелско свирење и настапување, свирил и по Србија тамо со некои српски музичари, не знам. И откако дојде тој, веќе ние почнавме, што се вели, Професионално да се професионална хотелска музика, да. Така. Пејачки меневме стално, пример, ние беаме стална група, може би 9 години 9 месеци во годината свирете во хотел Македонија, ама пејачките се менуваат на месец или 20 како да дошла друга музика, бидејќи друг репертоар, Лесно друга. се вклупувавте за тоа што сите бевте добри музичари, посебно ќе го потенцирам Миле Спасевски кој Да. беше виртуоз. Како Виртуоз. се вклупувавте? Како течеше една подготовка за да пратите, например, една пејачка во групата? Може да ни Значи, кажете. што речете и Миле, беше таков виртуоз, горе-доле на него не му беа ни потребни припреми, само, значи, едно 3-4 дена да му испрати пејачката или... Со кој репертоар Да, со кој настапува, репертоар да. настапува. И немавме проблем со тоа. Миле беше стварно многу добар музичар. Може би репертоарот- најдобар во Македонија и пошироко. И јас се согласувам со тој факт. Репертоарот на групата, кој го спремаше, кој одлучуваше какви песни ќе свирите и што тука ќе свирите? Јас бев главен. Така? Повеќе ја сакав забавната музика, па после откако излезна Бело дугме и рок-н-ролот, Така, бидејќи почетокот беа шлагери, нели пред Бело дугме немаше Така е. рок-н-рол. се согласувам, да. И кога сме веќе кај тоа Бело дугме, мислам дека тука во нашето околје немаше група која изведува песни од Бело дугме. Ние бевме први кои ги изведуваме тие песни и ги толку автентично изведувавме, кога одидовме прв пат во Берово, тогаш беше хит Хајдеме у планине од Бело дугме и кога ја отсвиривме, толку тоа личеше на Бело дугме, целиот ресторан стана на нозе и ни даде аплауз. Значи толку автентично ги изведувавме песните. И така влеговме и во рок-н-ролот, свиравме и рок-н-рол.
Значи рековте Берово, значи не сте само свириле во Делчево и Илчевско, сте свирили надвор од Делчево, односно во регионот и пошироко. Да, значи свиревме во Берово, во Пехчево, во Делчево, Штип, хотела Стебо, во Кавадарци свиревме, а Браната градче над Кочани свиревме, а во Зрновци имаше многу убава во тоа време летна бавча. Тоа беше стварно супер објект, заградено и од цело Кочани таму доаѓаше на забава. Таму стварно имаше многу добри забави во Зрновци. И сега ќе ме потсите на една анегдота. Ние свириме Мотел Луковица, беше по Делинден и дојде директорот од Зрновци, од летната бавча, да не договори да свириме таму. Сега тој директор ни порача кокошки да јадеме, ама ние сега оти он е директор и ние сме замали вилушки и нош. Тој вели кај нас во Зрновци кокошките се јадат со раце и ние почнахме со раце да јадеме. Викам и кај нас е со раце, ама ние да не се засрамиме пред тебе, наш директор. Ќе поминеме, се извинувам, Ванчо, да немаше прашање. А сакам да прашам дали сте свирили и надворот. Да, тоа сакав јас да кажам. Да, бевме еднаш во Улцин, Црногорското приморје и таму свиревме на Јадранот. На друго место надвор државата. Како бевте четоците таму? Дали бевте задоволни? Па тогаш беше Југославија, немаше тие политички поделби, тоа супер беше, супер. Значи ти југословенци, не, дали си македонец, дали си хрват, тогаш си беше нормално во Југославија си. И многу во си поминавме на Јадран. Мора да ве преку денот на морето, вечер време свирење. Бидејќи долго време свиревте во хотел Македонија, како што рековте, јас бев чест гостин таму со нашето друштво и навистина бев прекрасно изненаден, да кажам, од начинот на кој вие ги свиревте сите песни. Значи, точно бевте подесени со јачината да можеме ние во друштво да си правиме муабет и да ве слушаме и да уживаме во вашето музицирање. Ме интересира дали тоа доаѓаше со преголемото искуство што го имавте, па знаевте како треба да се подесите, колку треба да бидете силни или како тоа го регулиравте? Тоа најмногу... Ова само се извинувам затоа што и ден денеска, значи, посетуваме, еве, сигурно и Ванчо ќе се сети, ние одиме во локали, слушаме музика, меѓутоа претежно тоа е музика која е премногу гласна и дури често пати се случува во кафана да бидеме спречени да не можеме со луѓето со кои сме излезени да разговараме. И често пати се сме и кажуваме, да, сега ќе престанеме, мора да заврши музиката, па на пауза да продолжиме да разговараме. Кај вас тоа никогаш не се случило. Секогаш бевте така подесени да може да разговараме, а воедно и да уживаме во вашата прекрасна музика која ќе кажам беше привилегија да слушам. Значи тоа најмногу влијаеше од мене и од Тоше. Ние секогаш сакавме музиката да биде потекло и јас ми многу сметаше кога гледам некој кога треба да разговара, ти треба да му на увото да му зборува и секогаш значи сакав што потивко да се свири, бидејќи музиката да дојде како во втор план, а не Дали бевте свесни колку бевте популарни и колку и како ја доживувавте популарност? Дали бевте свесни членовите на групата? Па во почетокот не бевме толку свесни, а после популарноста, да, почувствувам и популарноста, да. Каде се и да се појавиш Црни орли. Дали ви годеше? Па, годеше нормално. Фактички ние беаме главна, како што речев, главна атракција тука во истокот. Немаше забава, немаше посебно тогаш нели југословенските ими 11 октомври, треба настап да се направи во некоја сала, свечености се одржуваше, 29 ноември, празници на Републиката. Дури еднаш свиревме спрема Стоковната, таа првата зграда, некојаш дека беше автобуска станица. Така? Толку многу имаше луѓе доле, моравме да се качиме горе на зградата, плоча, нели имаше плоча. Да. И на плочата доле, исто таква забава беше, некој празник беше. Да ве потсетам на вашите свирки, често се појавуваше и еден диригент. Дали може нешто да ни кажете околу тоа? Да, тоа беше Цинцо, Миле кога го свиреше виенскиот валцер, а Цинцо ни диригираше и имам со него и две анегдоти.
некаде ние свиревме во Виница, Мотел парк, тој дојде од Штипли, каде чул дека свириме таму, дојде и почна да диригира, и потоа кога седнавме на пауза, луѓето дојде да ги прашуваа каде си завршил за диригент, како тоа. И исто една друга анекдота за Синцо, настапуваме во хотел Берово и тој дојде почна да диригира, ама имаше там некои пијани беровци и тој диригира, тие го теглат за палтото. А он мртов ладен диригира и на нас вика тешка селска маса. За тие што го тегли вика тешка селска маса. До каде стигнавме сега? Значи, Чарли, како изгледаше некоја нова песна кога ќе земете да ја пробате? Кај се собиравте, кај ви беше, бидејќи од секој пат кога ќе настапувате, сигурно настапувате со 2-3 нови песни. Да. Песните Миле Спасевски, тој нон-стоп му беа слушалиците на слушаше, по цел ден слушаше музика. И пример, бидејќи после некое време јас бех во Виница, живеев неколку години и се договоривме во хотел Македонија, дојдевме порано и пример договориме се за овој викенд ќе ги свалиме тие песни. И секој си преслушуваше дома, сега тогаш не беше баш толку техниката напредно, да. Да има YouTube, да има текстот да свалиш, имаме проблеми со текстот кога слушаш на радио, не можеш точно да видиш што е. И така, значи во хотелот пробавме. Ама стално пробав. Посебно Миле беше многу за да се проба и беше во право. Може ли да ни кажете каков човек беше Миле? Еве сега покоен е, навистина Делчев изгуби врвен музичар, ценет музичар. Нешто да ни кажете повеќе за него. Вие подолг период музициравте со него, добро го знаете. Каков човек беше и како музичар и пред се и како човек? Како музичар веќе рекохме, значи таков музичар можеби немаше ни во Македонија. Миле можеше да настапува во сите југословенски групи како клавиатурист. Во секоја група Миле можеше да настапува како клавиатурист. Иако не беше, пример, музички подкован, мислам, у смисла да чита нот. Да. Иначе беше многу педантен и прецизен во свирењето. Јас така некош по цел месец се случува, значи тоа е свирка во живо, случи да погрешиш. Миле во еден месец ретко се случуваше еден тон погрешно да го отсвири. Толку беше прецизен во свирењето. Тоа беше стварно перфекција. Ја мислам дека таков клавиатурист тешко и да се најде. А како човек како беше? Дали беше коректен со вас, со публиката? Коректен беше. Не беше ексцесен, не употребуваше алкохол, пример, за да коректен беше. Од познати пејачки, рековте преска, познати пејачки или пејачи, кои работеле со вас? Мислам за времето на ексигност. Да, имаме настапувано претежно со пејачи од македонската естрада. Пример, Драган Мјалковски, Јанко Узунов и Жаклина, Елена Ѓорѓиева, Маријана и Росана, Тарабунов и други, не можам и да сетам. А имаме за 8 март и настап со Нада Обрич. Не знам дали Босна или од Србија беше. Многу добар настап. Тоа видео го има и на YouTube, се врти. Значи, со неа настапуваме. Тогаш дури рече пред публиката, вика, со овие дечки можам на српски, јас на македонски, можам да настапам по цела Европа. А прв пат свиревме со неа. Вика, со овие дечки можам по цела Европа да настапам. Еве, јас ќе ве дополнам, со Маријана и Росана ни свиревте нашата аматорска која беше во хотел Македонија. Успеавме да ги договориме и навистина многу убаво и прекрасно си поминувме. Јако Чарли, да се пофалам, мојот поклон за свадбата на брат ми беше токму да ве платам вас и токму ми рече, Ване, ти се бав со музика, најди ти група. Која група? Група ќе биде Црни орли. И најинтересно од сето тоа што беше на свадбата, камерманот кој што тогаш немаше камери, ама најдовме камерман, и како што свиреше едно Миле, вика не можев да издржам, а да не го снимам. И
остави да не снимае свадбата и го снима Миле како свири на тој. Не, Миле, значи тој свиреше што е, значи 8 одделение што му заврши, тој свиреше перфектно. Само тогаш хармоника свиреше, Така. а после Од забавно, од поп, од рок, да, од бидејќи ни беше класика. потребна клавиатура, а и тоа заборавив, значи во почетокот тој немаше услови, немаше клавиатура. Па ние по игранките собравме пари за да му купиме клавиатура, се сеќавам се викаше Тигер или Тигар Николчо, ти познаш тие, Да. имаше тие што се Со местат. механичко. Механичко, да. Да. Чарли, може ли да ни кажете, пошто сте поминале долг период, јас и на почетокот спомнав, 40 на години веќе сте активни во музиката, професионално се бавите, повеќе анегдоти ни интересира и најверојатно и следачите на Делчево 365 ќе ги интересира такви пикантерии, некои анегдоти интересни што сте имале од вашите настапи. Па имавме еден настап во игранка, исто беше село Панчарево. И тогаш имаше секојаш председател на младината и салата полна и излегува председателот на младината за да не представи, драги гости, ова вечер ќе има игранка, тишина, сите го слушаат и вика ќе ве забавува групата Црни орли. И кога беше тишина и некој од публиката вика га. И ја викам, а кој е бе тоа што вика га? Вика, тоа е враната. А имало некои стварно го викали враната од Панча. Значи надимок би било. И шомон чул Црни орли и враната да се јави. Да се... А во Црник 11 октомври таму се председатели на местни заедници, тоа се во костуми. Сега ние нормално ќе свириме забави игранка, ама некој се присети бидејќи е 11 октомври вика химната. Ние химната никош не сме да свирели. И ајде повизорно свираме прв пат химната од прва. Хеј Словени. До кога постоеше Црни орли, дали може да ни кажете? Чекај сега добро прашање. Значи, ние со распадот на Југославија се распаднавме ние, тоа 90-та. 91-та, да. А почнавме некаде 72-та, Значи, со Миле 76-та и 7-та, до 90-та отсвиривме последна свирка матурска вечер, некоја имаше во хотел Македонија, и се распаднавме, потоа Миле оти. Што беше причината? Зошто се распаднавте? Вие бевте квалитетен бенд, да ти добро кажем, свиревте. Право, се распаднавме, бевме некаде 13 години нон-стоп таа четворка, и што се вели си издосадивме еден Се презаситивте. Се презаситивме, да. Чија беше идејата да престане? На сите членови? Некако, значи, да, едногласно, некако веќе не можеше да иде. Да. А што сакав да кажам? После тоа, дали после тоа Миле отиде со експерти, тоше со шансата и првлето ние на оркестар како се викаше Чиро Мароко. Тоше со нив работеше Усвој Мирово. Да, добро, знам дека музицира. А јас музицирах со Владо Јангелски и Злате од Берово. Так, со друг бенд. Со Шлако, со друг бенд. После тоа, после неколку години пак се формиравме. Така. Ама сега го немаше. Кој беше иницијатор да се соберете пак? Миле. Да? Миле пробат тука понами, значи со нас било најдобро. Така беше, да. Сега тука го земаваме Чиро Мароко вокал, само вокал. Да. Јас тоше Миле и Чиро само беше вокал. Каде настапувавте? Настапуваме по кафичите и имаше кај стадионот Кафана, Крилце кафана, голема сала, многу луѓе тогаш. Во салата толку многу луѓе, Крилцето вика морам младите да наплаќам улазници, да не ги пуштам внатре, не може да се служи. Значи таму беше стварно атракција. Ама свиревме строго забавна музика, млади повеќе доаѓаше и рок н рол така. Тоа и после и со Шлако пак продолживаме, свадби неколку свиреаме. Можеби ше 2-3 години пак свирехме заедно и потоа пак. Престанавте веќе и никош не се собрав. Не, бидејќи Смилевски Методи тоше, тој веќе не сакаше да настапува и така пробавме да го наговориме пак да свириме заедно, тој веќе не сакаше и така веќе така заврши. Манчо Спасевски Чарли. Да. И ден денес се бави активно со музика. Да. Ве гледаме дека одите, свирите. Дали ви е напорно
бидејќи манкости. Да, ако треба повеќе да се стои на нозе, малку е напорно. Малку е напорно, ама сега може и на стол да седиш. По новото. Инаку Ванчо Спасевски, пензионер Чарли, Да. кој што стварно секоја чест овие години изгледа како да е на 40 години прав рокер. Фала. Вие сте член на музичкиот клуб Миле Спасевски, знаете дека бевте и во организациониот одбор. Пред месец дена ја направивме таа ретро поп-рок вечер Делчево 26. Какви беа вашите впечатоци? Не сме се виделе, да ни кажете од ваш аспект гледано, дали го постигнавме ефектот, дали беше тоа што го очекувавме сите да видиме на едно место и сите да настапиме. Многу ми се допадна организацијата, дури јас кога таму бев присутен и по самата публика, по реакцијата, дури и тие беа изненадени од тоа како тоа изгледаше. Дури јас не очекував дека така добро бидејќи некои групи многу време нема свирено, членовите на групите. Дали вие бевте задоволни од вашиот настап? Па да, бев задоволен, макар јас планирав да настапам со дувачки оркестар, ама нема врска и така беше добро. За сето она што го зборевме, да го докажеме на дело. Еве за нашите, специјално за нашите следачи, една песна од вас по ваш избор. Па една стара песничка, далматинска, стварно многу стара, од 68 година. Колегата Вачо Новоселски. О Маријана, сладка мала Маријана, тебе ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. Jedne divne tihe majske noći, ti si rekla da ćeš doći na prvi randevu. Ponoć već je davno prošla, Marijana nije došla na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. Još će mnoge noći proći, Marijana neće doći na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. Браво, мајсторе. Благодариме на подршката. Благодарам уште еднаш за прекрасниот настап. Фала ви на вас, да сте здрави и живи. Почитувани И поздрав гледачи, до Валери Спасевски, Делчево 365. почитувани гледачи, ова беше се за овој подкаст. Навистина се обидовме да ви го доловиме Ванчо Спасевски Чарли во едно поинако издание. Го видовте и со неговите китарски и гласовни способности и можности. Благодарам уште еднаш. Се гледаме во следната прилика со нов музичар од Делчево.